Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Започнува самитот на Отворен Балкан во Охрид. Охрид под силно полициско обезбедување. Пожарот на Буково констатирани од надлежни инспектори. Промовирани дигитални решенија во туризмот. Репортажа за струшкото село Вишни. Со дневникот вообичаено започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време. Максималната температура се искачи до 25 степени Целзиусови. Во попладневните часови локално се очекува развој на нестабилност која што ќе услови врнежи од дожд и грмотевици. Во текот на ноќта вторник кон среда претежно ведро време со локална облачност. Во среда во западна, северозападна и североисточна Европа и локално на Балканскиот полуостров умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите предели од Европа претежно сончево со појава на локална облачност и топла. На Балканскиот полуостров ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури во интервал од 22 до 27 степени. Во Македонија во среда во првата половина од денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и посвежо. Во попладневните и вечерните часови нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Пообилни врнежи се очекуваат во северозападните, северните, североисточните и источните предели, каде локално може да наврнат и над 20 литри. Ќе дува до умерен слаб југоисточен југозападен ветер, а во западните предели засилен западен ветер. Минималните температури од 10 до 19 степени, додека пак максималните дневни од 20 до 29 степени. Во Охрид во среда предпладне претежно сончево време со појава на локална облачност, а попладне и навечер нестабилно со слаби локални врнежи од дожд. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната до 25 степени. Во четврток, петок и сабота во Охрид умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Минималната температура од 14 односно 15 степени, додека пак дневната температура до 24 степени во четврток, 20 односно до 21 степен во сабота. Ново во Охрид. Во центарот на градот на 300 метри квадратни и луксузен амбиент. Најдоброто место за забава. Свечено отворање и голема журка со нокаут во петок на 17 јуни. Од Астра за Охрид. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Чаден лосос 100 грама плюс 1 гратис 155 денари. Јоговела 175 грама 14 денари. Зот јагода 14 денари. Фери All in One 84 парчиња 699 денари. Малиција пена за туширање 1 литар 115 денари. Јана малина и хибискус 1,5 литри 35 денари. Пазарете со мерак ваши Миса Маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Започнува дводневниот самит на иницијативата Отворен Балкан, на кој ќе учествуваат премиерите на Република Македонија и Албанија, Димитар Ковачевски и Еди Рама, како и председателот на Србија Александар Вучиќ. Културата и туризмот ќе бидат во фокусот на самитот кој се одржува во Охрид. Со работна вечера на премиерите на Северна Македонија и на Албанија Димитар Ковачевски и Еди Рама, председателот на Србија Александар Вучиќ, премиерот на Црнагора Дритана Базовиќ и председателот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Зоран Тегелтија денеска започнува самитот на иницијативата Отворен Балкан, чиј домаќин е Охрид. Свеченото отворање на самитот според агендата е утре со официјални обраќања на учесниците, а видео обраќање треба да имаат и еврокомесарот за соседска политика и проширување Оливер Верхеј и заменик помошникот државен секретар и специјален пратеник на САД за Западен Балкан Габриел Ескобар. Во фокусот на самитот на Отворен Балкан во Охрид се културата и туризмот. На пленарните сесии покрај министри од земјите членки на Отворен Балкан, можност за дебата ќе имаат и представниците на стопанските комори, директори на институции, туроператори, представници на културни институции, културни работници, продуценти, хотелиери и други. На крајот од самитот предвидено е да бидат подпишани договор за соработка во областа на образованието, меморандум за разбирање и соработка меѓу научните управи и меморандум за разбирање во областа на туризмот и културата. Отворен Балкан е регионална иницијатива формирана од Република Македонија, Србија и Албанија, чија цел е зголемување на трговската, економската и друга соработка помеѓу земјите членки. Охрид во пресред на утрешниот самит Отворен Балкан е под силно полициско обезбедување. Полицијата е распоредена и врши наблюдување од копно, вода и воздух. Безбедносната состојба на секторот за внатрешни работи Охрид е мирна, безбедна, стабилна, без никакви индикации за нарушување, истакна министерот Спасовски по денешната работна посета во СВР Охрид. Безбедносната состојба на подрачјето на секторот за внатрешни работи Охрид е мирна, безбедна и стабилна, без никакви индикации за нарушување, истакна министерот Спасовски по денешната работна посета во СВР Охрид во пресред на самитот Отворен Балкан. Изминативе 5 месеци се бележи намалување на бројот на кривични дела и зголемување на ефикасноста во откривањето на сторителите за 10%. Според министерот, на подрачјето на СВР Охрид има подобрување и во делот во сообраќајот. И во делот на сообраќајот за овие 5 месеци се бележи тренд на намалување на сообраќајните незгоди и воопшто на сообраќајните незгоди со последици смрт или тешки телесни повреди или поголеми материјални штети. Тоа покажува дека и превентивните акции кои што ги превземаме
на ниво на Министерството за внатрешни работи, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајето на патиштата, Факултетот за безбедност даваат ефекти, меѓутоа и делот на репресијата кој што е неминовен во однос на сите оние учесници во сообраќајот кои што не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. На работната средба со раководството на СВР Охрид се дискутираше и за подготовките за безбедноста во екот на туристичката сезона во Охрид и Струга. Ова е многу важно пред почетокот и на оваа туристичка сезона. Денеска разговаравме и за подготовките во однос на туристичката сезона, заради тоа што ќе се зголемува фреквенцијата, ќе расте бројот на настани кои што ќе ни се одржуваат и овде во Охрид и во Струга, и токму заради тоа и поинаква поставеност ќе имаме и на ниво на МВР и на ниво на секторот за внатрешни работи во Охрид. Апелирам до граѓаните да пред се придржуваат кон сообраќајните правила и прописи, како сите заедно би помогнале во поголема безбедност во сообраќајот, и второ апелирам на соработка со македонската полиција. Охрид во пресрет на утрешниот самит Отворен Балкан е под силно полицијско обезбедување. Полицијата е распоредена и врши наблюдување од копно, вода и воздух. Пожарот на депонијата Буково констатирани од инспекторите за животна средина. Областен инспектор за животна средина од општина Охрид ке изготви решение во инспекцијска постапка со задолжение и мерки за целосно гаснење на депонијата. Ова доаѓа откако вчера од страна на државен инспектор за животна средина од одделението за инспекцијски надзор во животната средина Пелагониски југозападен регион канцеларија Охрид и областен инспектор за животна средина од општина Охрид бил извршен вонреден инспекцијски надзор на нестандардната депонија за комунален отпад Буково, со која раководи јавното претпријатие Охридски комуналец. Во моментот на увидот констатирано е дека депонијата гори и се ослободува чад. На лице место имало булдожер, камион и ровокопач кои вршеа истурање земја со цел гасење на депонијата, информираат од државниот инспекторат. Дигиталните решенија во туризмот, како дигитални производи и услуги во сегментот на е-резервации, е-плаќања, е-продавници, дигитално мени, дигитална рецепција и друго, овозможуваат подобри резултати во работата. Македонскиот туристички сектор е дигитализиран, но треба постојано подобрување на процесот. Во моментот во туризмот недостасува обработка на дневни податоци. Дигитални решенија за туризмот е темата на која представници од информатичката технологија и туристичко-угостителскиот сектор дискутираа за низините придобивки и предности. Дигитализацијата овозможува подобри резултати во работата. Новите технологии им ја наметнуваат на корисниците потребата од користење на дигиталните алатки, нагласува професор доктор Цветко Андреевски од Охридскиот факултет за туризам. Професор Андреевски напоменува дека добар дел од областите во туризмот се дигитализирани, како што се културното наследство, угостителските услуги, сместувањето. Според него недостасува обработка на дневни податоци. Информатичката технологија се развива многу брзо и што побрзо се вклучат сите чинители во туризмот, ќе донесе и подобри резултати. За оно што тие може да го искористат за подобро да се позиционираат од својата конкуренција, меѓутоа и да имаат подобра комуникација со клиенти, со туроператори, со сите засегнати страни кои што работат во делот на туризмот, и на тој начин ќе може да понудат и поквалитетни и поевтини услуги, меѓутоа од друга страна, врз основа на сите тие податоци што ќе ги добијат од дигитализацијата, ќе може да направат квалитетна анализа за да видат каде се наоѓаат тие и што може да направат во иднина за да ја подобрат својата позиција, да ги подобрат своите услуги и да имат подобра комуникација и со клиентите и со добавувачите. Од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот напоменуваа дека од минатата година имаат електронска визиторс платформа за побрзо пребарување и анализа на податоци. Применуваат дигитализација во туристичкиот сектор од пред неколку години, како што се онлайн рекламирање на Македонија како туристичка дестинација на светски портали и на социјалните мрежи. Работат на нови алатки за промоција на граѓаните со попреченост, но и на други целни групи.
Веќе дигитализацијата оди на едно повеќе поразлично ниво, каде што со одредени проекти ИПА заедно со Грција, секако и со нашата дестинација или нашата земја, ќе можеме повеќе да изработуваме алатки, односно мобилни апликации со што ќе возможиме достапност до одредени адреналински форми на туристичка понуда, која што и тоа како имаме капацитет и можности да привлечеме поголем број на туристи. Ќе имаме напредни дигитални алатки со кои што ќе можеме покрај тоа што да промовираме, да препознаеме одредени потреби. Швајцарија ги поддржува процесите на дигитализација на македонскиот туризам. Промовирањето на одржливиот авантуристички туризам ке насоката во иднина, вели Лусиен Аегертер, заменик амбасадор на швајцарската амбасада во земјава. The digitalization of the tourism offer is critical. Дигитализацијата е критична за да се добијат висококвалитетни туристи. Многу е направено во Македонија во процесот на дигитализација, но за некои услуги се уште е тешко да се направи резервација од странство. Затоа е многу важно да се спроведат овие активности меѓу партнерите и дигиталниот сектор. Од Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле нудат информатички решенија. На сите засегнати страни им овозможуваат вмрежување, како и решенија за развој и подобрување на процесот на дигитализација. Предизвиците и современите трендови во планинското спасување во Европа, како основа за развој на авантуристичкиот туризам и квалитетен активен живот на граѓаните. Тема на панел дискусијата која ќе се одржи во Охрид. Настанот е организиран во рамки на проектот Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам, финансиран од Европската Унија и ИПА програмата за прекугранична соработка со Република Албанија и Министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија. Домаќини на настанот се Планинската спасителна служба при Црвениот крст од Охрид, Алпинистичкиот клуб Патагонија и Националниот сојуз за планинско спасување. Целта е на непосреден начин да ги презентираме современите европски достигнувања на ова поле пред надлежните државни институции и да дадеме придонес во решавањето на проблемот од недостиг на ефикасен систем за планинско спасување во Македонија и Албанија, велат организаторите. На панелот своје обраќање ќе има Јосип Гранич, раководител на Хрватска горска служба, кој ќе го презентира хрватскиот модел за организација на службата, една од најдобро организираните служби во Европа. Панел дискусијата ќе се одржи во хотел Нова Ривиера во Охрид на 10 јуни. Некогаш живо село со над 350 жители, денес пусто со 30 на пензионери. Тивко и осамено, одсечено од цивилизацијата. Ваков е животот во Струшко Вишни. Нема ни училиште, ни продавница, ни амбуланта. Го нарекуваат Света долина, бидејќи има 7 цркви. Село Вишни, некогаш живо со над 300 жители, денес осамено и тивко, живеат само 30 на пензионери. Селото се наоѓа во областа Дримко Струшко, атарот се издига на источната падина на планината Јабланица и се допира со државната граница со Албанија. Планинската висорамнина е богата со извори, Студенец, извор Чешма и други. Името на селото доаѓа од висината на која се наоѓа 1050 метри надморска височина. Од тука има прекрасен панорамски поглед кон Струшкото и Охридското поле. Постарите жители се присетуваат на детскиот джагор, имало продавница, училиште, амбуланта. Објектите останаа неми сведоци на едно убаво време. Живо село беше, весело. Па преку 300 имаше сигурно. Ко учевне овде, 48 годиште, до 6 оделење овде учевне. После се спуштиме Струга. Останаа празни и пусти куќи. Нема ни јавен превоз. За основните намирници жителите патуваат со такси до Струга. Такси? 600 денари? Немат. 600 денари е одење и идење. Катастрофа. 600 денари. За набавка за леп треба Да. Селото во минатото имало потенцијал за сточарство. Условите за пољоделство биле скромни, затоа од секогаш било печалбарско село. Денес е потполно одсечено, а патот е во лоша состојба. Патот пак, од кола патот не може толку да се расипи. Дупки трокавају, само камионите. Гирафне, местна заедница, џабе беше тоа.
Вишни го нарекуваат Света долина, бидејќи има 7 цркви. Спасовден и меселска слава на која жителите ги пренесуваат моштите на Света Спасица Вишненска во дрвено ковчеđе од главната селска црква во Пештерната црква. До денес го исполнуваат стариот вековен обичај. Светица наша главнава црква ни е. Света Недела, ваму Света Спаса, Свети Никола, Свети Врачи, сега е Дзиздет е наново, Свети Климент 6, значи, Света Петка 7. Природата овде несебично дарувала. Мештаните и бројните посетители велат се исполнети со чувство на мир, убавина и восхит и затоа го нарекуваат рајско гнездо. Денес селото се полни само за празници и викенди. Во продолжение вестите од светот. Британскиот премиер Борис Џонсон останува на функцијата откако членовите на неговата конзервативна партија ја потврдија неговата доверба во гласањето. Пратениците од двата дома на парламентот на владеачките ториевци гласаа во седиштето на партијата 2 часа. 211 пратеници го поддржаа Џонсон, додека 148 ја негираа довербата на премиерот. Гласањето беше започнато откако председателот на комитетот од 1922 година Сергеј Брейди доби повеќе од 54 писмени барања од пратениците да ја отфрли довербата на премиерот. Доколку лидерот на конзервативците го преживеа гласањето, не може да се изгласа ново гласање доверба во следната година. Тоа значи дека Борис Џонсон ќе остане лидер на партијата најмалку уште една година. Руските окупатори во уништениот град Мариупол и вратија на Украина десетици тела на украински борци убиени во фабриката за челик Азовстал, место кое стана символ на отпорот против инвазиите на Москва, пренесува Associated Press. Убиените борци биле извадени од урнатините и префрлени во главниот град на Украина, Киев, каде што е во тек ДНК тест за идентификација на останките, изјави воениот лидер и портпаролка на Азовскиот полк. Не е познато колку загинати припадници на Азовскиот полк би можело да има во челичарницата. Во меѓувреме руските сили продолжија да се борат за контрола на Северодонецк, град во источна Украина, кој е клучен за целта на Москва да стави крај на окупацијата на индустрискиот регион Донбас. Председателот Володимир Зеленски рече дека украинските сили ги држат своите позиции во градот во услови на жестоки улични борби, додека Русија се обидува да распореди повеќе сили. Заменик државниот секретар на САД Венди Шерман денеска предупреди дека ќе следи силен одговор од Вашингтон доколку Северна Кореја изврши првата нуклеарна проба по речиси 5 години. Секое нуклеарно тестирање би било целосно кршење на резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации. Ке следи брз и силен одговор на таков тест, рече Шерман во Сеул по состанокот со заменик министерот за надворешни работи на Јужна Кореја Чо Хјунг Донг, пренесува Associated Press. Американскиот функционер кој е во Сеул на разговори со јужнокорејски и јапонски представници исто така рече дека продолжуваат повиците Пјонгјанг да престане со своите дестабилизирачки и провокативни активности и да го избере патот на дипломатијата. Администрацијата на Бајден вети дека ќе изврши притисок за дополнителни меѓународни санкции, доколку Северна Кореја продолжи со нуклеарни тестови, но изгледите за нови санкции се неизвестни, бидејќи Советот за безбедност на Обединетите нации е поделен околу војната на Русија против Украина. Русија и Кина ставија вето на резолуцијата предложена од Соединетите Американски држави. Се верува дека во Австралија действуваат илјадници членови на озлогласената мафија на Дрангета од јужниот италијански регион Калабрија, соопшти денес федералната полиција. Помошникот комесар на австралиската федерална полиција Најџел Рајан го објасни влијанието на италијанскиот организиран криминал во Австралија, слика што австралиските органи за спроведување на законот успеа да ја состават во текот на изминатата година, делумно благодарение на соработката со италијанските власти. Рајан изјави дека членовите на Дрангета со децении останале незабележани живејќи скромен живот во скромни домови, додека переле нелегитимно богатство преку нивните легитимни бизниси.
Австралиската федерална полиција соопшти дека 383 наводни престапници биле обвинети за 2340 прекршоци во Австралија, а дека 42 престапници обвинети во рамките на операцијата Ironside веќе се изјасниле за виновни или биле осудени. Запленети се и повеќе од 6,3 тони недозволени дроги и 147 парчиња оружја. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.